Следната емисија на која што сакам да потсетам е една од омилените мои емисии од моето детство и емисии, па може да се каже и игри, телевизиски игри. И се викаше Изимизија. Pokvareni pacov Grimdevic sa svojim pomoćnikom Hektorom kidnapao je Loru na keju Palma de Mjaujorci. Izzy, moraš da je spaseš pre no što je odvedu u svoju jazbinu ispod vodopada. To je prava mizija za Izija. Да. Тоа беше еден плав мачор, не плав, син мачор, небесно син. Што еден Хектор и еден глушец, Хектор вајда куче беше, не знам што, му ја беа заробиле девојката и сега Изи тргнуваше во мисија, а ти требаше да му помогнеш за да ја спасиш Лора. Lora i njena čuvena fora. Pa sad ga pretera, Grimdevite. Imam vas da napravim pite. Još jedna prava mizija za Izija! Играта беше со 3 нивоа. Имаше, мислам, околу 3-4 верзии што ги менуваа. Првото ниво собираш срциња и клопчиња кои што ти се потребни за второто ниво. Каде што имаше едно пиленце жолто наречено Оги. И во третото ниво, мислам дека не се сеќавам точно што беше во третото ниво, но се сеќавам дека една верзија имаше како чадолчиња се собираат и на крај ја спасуваш Лора на Изи. Имаш 3 живота, многу често ги губеа во почетокот бидејќи се играше преку телефон. И тоа не е обичен телефон, туку телефон на копчиња. И за жал јас немав телефон на копчиња. Не можев да ја спасам Лора на Изи. А тоа ќе изгледаше вака. Ало? Да, јас сум Роберт Крстевски и сакам да ја спасам Лора. Стиснам 4-6. Ајде. Ама немам телефон на копчиња. Не можам, значи не можам. Минута молчење за сите со вакви телефони кои што за жал не може да ја спасат Лора на Изи. Извини, Изи. Упс, изгледа ovo ipak bila preteška mizija za Izija. Da li ti možeš da pomogneš Iziju da spase Loru? Изи ја водеше Драган Спасов Дац. Првин се имитуваше на прва. Мислам дека околу 6:15, 6:30 тоа време. Подоцна беше насител, ако не се лажам, брзо ја тргна од екран, како што велат. Иначе имаше и албум со сликички каде што се собира и имаше некои награди, не знам што ја собирав, ама за жал не го собирав целиот за да земам. Da li dobijam neke poene i kada skupim automobile? Слично како на Изи имаше една емисија која што се викаше Бунга Бангаре. Таму во споредба со Изи имаше едно слонче кое што исто така одеше низ нивоа и не знам стигнуваше некоја крајна цел. Се сеќавам дека водителка беше се нарекуваше Ронче во емисијата, но не знам како е правилното име, а ја имам забележано дека глуми во некои од македонските народни приказни во овие поновите. Не го знам името, па така да се сеќавам дека тогаш за Бунга Бангаре немав собиран албум со сликички, туку имам испратено како писмо во емисијата и ми го имат прочитано, но за жал точно баш таа конкретна емисија немам гледано тогаш. И подоцна ми кажа дека всушност ми го прочитала писмото. Оставете лайк и subscribe. Чао!